Еве не во Алфа Ординација, веќе ја најавивме темата карцином на кожа. Наш денешен гостин е доктор Андреј Петров, дерматовенеролог од болницата Аџи Бадем Систина. Добар ден, добре ни дојдовте. Добар ден. Актуелна тема која што верувам дека ќе побуди интерес кај нашите гледачи со оглед на тоа што ова болест е честа, меѓутоа карциномот на кожа е и најопасен вид на карцином. Во каков вид и како најчесто се појавува е моето прво прашање. Карциномот на кожа, кога зборуваме за карцином на кожа, всушност зборуваме за неколку типови на рак на кожа, така народски кажано, од кои најчест е базоцелуларниот карцином на кожа, кој е всушност најчестиот тумор кој воопшто се појавува во кај луѓето. Значи нема почест не само на кожата, туку на било кој орган. Тоа е најчестиот тумор кој е со потекло од епителните клетки. Потоа следи спиноцелуларниот или планоцелуларниот карцином кој има 10 до 20% значи од пациентите со карцином на кожа. И на трето место, меѓутоа не на трето место по значење, бидејќи тоа е најопасниот, всушност е меланомот или меланома малигнум, меѓутоа денес е почесто само меланома, заради тоа што се знае дека кога е меланома, тогаш е малигна болест, кој се јавува од пигментните клетки, од оние клетки кои го даваат темниот пигмент на кожата. Исто така се тоа клетки. Овој тумор е најопасен, заради тоа што брзо дава метастази, се шири во далечените органи, навлегува во другите делови од организмот, во другите структури и заради тоа треба на време да се препознае. За жал, неговата инциденца или неговата честота се повеќе се зголемува. Последните податоци кои се реферираат од минатата година од Америка, која има најпрецизни податоци во делот на епидемиологијата на болестите, се некаде 22 до 23 на 100.000, што е една голема бројка, неспоредливо поголема од она 2 до 3 што пред, да речеме, 10 на 15 години се реферираше како инциденца на меланомот. Очигледно дека со годините, како минува времето, бројот на овој проблем, бројот на болестите се зголемува. Дали само озонската обвивка, која што веќе е доста оштетена, е причината за појава на ова и на оваа болест и увезрачењето е многу поголемо сега? Па не само сигурно има влијание околината, таа всушност е пресудниот, да кажам, фактор кој влијае на развојот на голем дел од овие кожни карциноми, иако не може да се потцени ни внатрешниот, генетскиот фактор. Се знае дека за сите тумори всушност малигни, етиопатогенезата е мултифакторијална. Има повеќе фактори кои влијаат да настане еден таков карцином. Меѓутоа, кај кожните карциноми, од особено значење е влијанието на сонцето, влијанието на ултравиолетовото зрачење, и тоа има големо значење кај било кој од овие типови на кожни карциноми кои ги споменав. Кај базоцелуларните карциноми, кај оние ранички што се јавуваат на лицето, на рацете, бидејќи тој најчесто се јавува на отворените делови, на експонираните, изложените делови на сонце, на кожата, како што се лицето, рацете и така натаму. Најважна е така наречената кумулативна доза, односно организмот го меморира целото на сончево зрачење кое ние во текот на годините сме го примале уште од деца, па како растеме, созреваме, до возрастни, до старите пензионерски денови, сето тоа се акумулира на некој начин во кожата и предизвикува одредени последици. Кај меланомите пак од особено значење според новите податоци се така наречените акутни изгореници на сонце кои настануваат во тек на детството. И заради тоа доаѓаме податаму и до оние евентуални превентивни мерки или работи кои треба да се прават за да се редуцира ризикот од појава на овој тип на болести. Меѓутоа покрај факторот околината кој вие го истакнавте, кој има огромно значење, секако дека влијание има и генетиката, типот на кожата. Се знае дека светлата боја на кожа, светлите очи, светлата коса,
сето тоа кога ќе склопите во една слика кај еден поединец дава поголем ризик од развој на одредени кожни карциноми отколку кај луѓе што се темно пигментирани, иако не е исклучено и таму да се појават, тоа исто така и други фактори, како што е појавата на карциноми на кожа, меланоми во семејството. Тие личности треба многу поригорозно да се придржуваат до препораките, да се прегледуваат често, бидејќи може почесто да се јави од таа болест кај нив отколку кај другите луѓе спрема статистичките податоци, меѓутоа исто така одредени фактори кои, да речеме, експонираност на одредени зрачења, влијанието на вештачки извори на светлина, така наречените солариуми, кои денеска се знае дека за 24 пати го зголемуваат ризикот од развој на рак на кожа и во голем број од федералните земји во федералните држави во Америка се забранети за употреба. Значи не се дозволени за употреба, меѓутоа сепак се уште има мода кај нас и тоа луѓето го користат. Меѓутоа опасностите од тоа зрачење се многу поголеми отколку опасностите од природната сончева светлина. Така, ќе се задржиме ние на меланомот, но дека се уште зборуваме генерално за карциномот на кожа и овие објективни причини, односно надворешни фактори, би сакала да ве прашам во овој летен период, советувате да не се сунчаме, да користиме заштитни креми, дали тие воопшто влијаат и на кој начин да го намалиме практично ризикот? Она што не можеме да го советуваме да луѓето не се изложуваат на сонце, бидејќи Веднаш ќе ве прекинам, воопшто? Не можеме да советуваме да се избегнува сонце. Така значи, тоа е нешто што е битно и за другите функции на организмот. Животот е невозможен без изложување на сонце. И депресивен е, да ви кажам, без сонце. Депресивен и влијае, да речеме, на други органи, на коските и така натаму. Сега да не навлегувам во други теми, меѓутоа сонцето е многу важно за функционирањето на организмот. Но она што сигурно го советуваме во периодот кога сонцето е најинтензивно, од 12 па некаде до 16 часот, да се избегне тој период за изложување на сонце. Да се повлечеме во сенка, тој период да се завршат одредени други активности што треба, да не се претерува со изложувањето на сонце, тогаш кога реално сонцето и нема некој корисен ефект во тој период, туку ја пржи кожата. И тенот ќе го добиеме и вака и така. Значи нема да се вратиме дома бели од плажа. Меѓутоа ќе се вратиме без изгорена кожа и со многу помал ризик од развој на овие работи кои може да се случат. Исто така кај оние луѓе кои рекреативно користат спортски активности, а денес тоа е голем дел од популацијата. Значи не е иста ситуацијата како пред 20 на години. За среќа тоа е добро, затоа што битно се други работи, трчање, возење велосипед, пешачење, меѓутоа од друга страна носи потенцијална опасност бидејќи сте постојано изложен на сончева светлина, особено во Македонија каде што има огромен број на сончеви денови. Заради тоа треба постојано да се нанесува заштитен крем, она што вие го спомнавте, заштитен фактор, со заштитен фактор внатре кој ги блокира ултравиолетовите А и Б зраци и на тој начин не заштитува, ни овозможува да кажам, полесно го поминеме денот без поголеми последици. Нормално, и типот на облеката, капче, сето она што е составен дел од заштита и хемиска преку заштитни фактори, меѓутоа и физичка. Добро, ова сме го кажале безброј пати и ќе го кажуваме, бидејќи мислам дека е потребно и треба луѓето да го слушаат повеќе пати, дури и оние кои што знаат и се заштитуваат, за секој случај да бидеме сигурни. Имаме гледач, да го чуеме гледачот што сека да не праша. Добар ден. Добар ден. Повелете. Разговарате уште да пратам на телевизија. Да се обратам? Не, ве слуша докторот, повелете со прашањето. Да. Видите, на телефони 80 годишна жена, што е најтрагично и слепа сум. И она за 3 недели околу устата наоколу ми се нацрглија као испукано. Што вика ми како јувки. Целат, поготово горната буза. Исто времено го изгуби фосетот на јазикот на љуто, кисело, солено. Бевме на лекар, ни дадово некои масти посебно, ништо не помага. Не знам која храна да ја употребувам. Пропаднав 30 кила, ослабнав за колку време курсов назад, што не се хранам.
Добро. А на лекар бевте ли? Бесме, син ми носи и тука, ги гледам, просто се неми. Викам, деца, ако достои изломидање, јас сум 80 години. Да го помогнете малку да не се мачам многу, викам. Добро, добро. Ми се смеат, што е нормално. Па, добро, јас Фала ви многу. ќе се обидам колку што може да помогнам, иако е тешко да се На невидено, невидено за овој дел од симптомите што може да ги што ја третираат проблематиката со која јас работам, да речеме може да се нанесат одредени заштитни кремови околу устата кои се на база на пантенол или на некои од овие народски кажано витамински кремови кои ќе ја држат кожата да не биде сува, поради тоа што од влагата понекогаш околу устата се создаваат одредени пукнатини, кожата е сува, знае да пече и така натаму. Доколку и тоа не помогне, значи тие неутрални кремови на база на пантенол, тогаш може да се третира со комбинирани препарати краткотрајно на кортикостероиди кои ќе намалат воспалението и на антимикотици или лекови против габи, бидејќи често пати таа влага околу устата знае да се развие кандида инфекција. Сега тоа е многу неблагодарно и не е возможно по телефон или вака да се лекува, ние тоа не го советуваме, меѓутоа со оглед на спецификите на вашата гледачка, на она што вие го кажавте, на потешкотите со кои се соочувате, јас ви советувам да пробате прво со пантенол. Ако тоа не оди краткотрајно, можете една недела да се обидете со има такви повеќе мешовити препарати на кортизон и на антимикотици кои се продаваат на пазарот, да не ги спомнувам сега јас имињата, бидејќи е непристојно. Ако и тоа не помага, тогаш јавете се на дерматолог, сепак ќе морате. Добро, рековме дека ќе се задржиме на меланомот во продолжение на емисијата. Ајде да кажеме подетално за причините и како настанува меланомот на кожата. Меланомот потекнува од пигментните клетки, потекнува од клетките кои го даваат пигментот во кожата. Тие се наоѓаат во површниот слој на кожата и се распоредени помеѓу епителните клетки и создаваат едни гранули, едни зрнца кои ни ја даваат бојата на кожата. Во одредени ситуации може да дојде до промени со кои тие клетки почнуваат некритично да се зголемуваат. Значи, ја менуваат формата, ја менуваат големината, ја менуваат структурата и почнуваат со неконтролирана делба. Неконтролираната делба е карактеристика на малигните болести и на тој начин се развиваат тие пролиферации, тие раст на тие туморски клетки кои прво се задржуваат во кожата, во првата фаза над мембраната, а потоа ја поминуваат кожната мембрана помеѓу површниот слој на кожата и длабоките слоеви на кожата и пропаѓаат надолу во кожата. Штом пропаднат надолу, тогаш доаѓаат во контакти со крвните садови, со лимфните садови и можат да се рашират кон другите органи. На прашањето зошто тоа се случува, ние современата медицина се уште го нема прецизниот одговор, иако веќе се идентификувани бројни генетски мутации, значи пореметување на ДНК структурата во клетките, кои се смета дека се одговорни за настанувањето на овие тумори, на меланома малигнум. Меѓутоа, кои се причините зашто тие се развиваат, се уште не е до крај тврдено. Ние зборувавме за некои од ризик факторите, точниот механизам на настанувањето има различни хипотези. Денеска се работи на ниво на клетка, се идентификуваат одредени фактори, меѓутоа тоа за нашите пациенти и за вашите гледачи е помалку битно од тоа како да се препознае целата оваа работа. Значи, кожата има една специфика, една предност која немаат другите органи, а тоа е што е изложена и што можеме да ја гледаме. Само прегледот пред огледало е нешто што високо го препорачуваме кога се работи за идентификација на кожните болести и за превенција на кожниот карцином. Тоа е нешто што многу едноставно може да се направи. Нешто што може секој да го направи и нешто што може значително да го намали ризикот да на доктор се јавиме тогаш кога веќе многу помалку може да се помогне. Значи, не велам не може, секогаш може да се помогне, меѓутоа многу подобро е да се јавиме на почетокот, кога се јавува во првична фаза одредена кожна болест, одреден карцином на кожата, отколку подоцна. Заради тоа, добра навика е да, ако нешто приметиме дека се случува на кожата, нешто невообичаено,
дека сме имале некоја бенка, да речеме, некоја промена, младеж или некоја пигментација, и ако видиме дека таа почнува да се менува, тогаш треба да го следиме така нареченото ABCDE правило. Тоа се букви кои се акроними, значи почетни букви од англиските кратенки на зборовите кои значат промена на бојата, промена на големината, асиметрија, промена на асиметријата на промената, крварење, евентуално ако се јави, или пак издигнување над површината. Се ова кога го забележиме, ова ABCDE правило, е доволна причина да појдеме на доктор. Понатаму постапките се во рацете на докторот и тој ќе знае точно со одредени други техники како да ја води натаму работата, што да направи, како да види дали се работи за оправдано стравување или се работи за неоправдано стравување. Меѓутоа, мојата теза која често пати ја зборувам и во различни емисии е подобро е опасноста да се прецени отколку да се потцени. Значи, било каква промена кога станува збор за бемките, да не бидеме индиферентни веднаш да одиме на лекар. Гледачите може да ни се јавуваат, телефонските броеви ги имаме, на екраните испишано. Ајде да го чуеме следниот гледач. Добар ден. Добар ден, ве слушаме. Повелете? Повелете, ве слушаме. Ало, добар ден. Добар ден, господин од Валандо. Така, јас имав, сега доктор, сега баш моментално налета, имам кожен рак, как да го кажам докторски, морщина на носот, на главата, сумоперица. Сега пред месец дена ми испадна пак одма под операцијата долу на главата. Околу кожен рак ме го спаме горе сега баш моментално со азот, да, со течен азот ве горе. Како да го кажам сега со азот, да. Па тоа што според она што го зборувате е нешто што припаѓа во групата на оние карциноми на кожа кои зборувавме на почетокот се најчести, а се најмалку опасни. Ме слушате ли? Тоа што го зборувавме на почетокот на емисијата, дека постојат карциноми кои се многу чести, а кои не се опасни, тоа е базоцелуларниот карцином, веројатно за кој се работи по вашиот опис, бидејќи тие се третираат на тој начин со смрзнување, а кажувате дека е кожен рак, значи дека е поставена и хистолошка дијагноза, може да се повторуваат, кај еден човек може да се јават на повеќе локации, најчесто како што спомнавме на почетокот се јавуваат на лицето и на изложените делови на телото, 80 до 90% од случаите. Не е ништо невообичаено и покрај отстранувањето, дали е тоа оперативно или е со некоја друга техника што ја користиме, да се повторат. Дури со најдобрите хируршки методи се знае дека во 10% од случаите после 5 години може да се појават да рецидивираат на истото место. Што значи дека треба да се третираат, исправна е постапката која ја користите, ако тоа дава резултат. Ако не дава резултат, тогаш треба да се смени методот кој се користи, да се помине на некој друг метод. Спрема ова што го кажувате, продолжете со третман, криотерапијата или смрзнувањето со азот е една од можностите, меѓутоа секогаш треба на ум да се земе дека терапија на избор е хируршкото отстранување од целост на оваа промена. Доколку видите дека така не оди, може тоа да се промени, да се коригира, да се направи, и пресудна важност за ваквите луѓе е она што го зборувавме исто така во војот, заштитни фактори за сонце. Употребувајте заштитен фактор за сонце што е можно повисок. Избегнувајте го најсилното сонце, бидејќи се работи за тумори на главата, користете капа заштитна летно време и обидете се во оној период кога е најсилно сонцето да не бидете присутни на сонце, да не бидете директно изложени на сонце. На почетокот на разговорот споменавте луѓето кои што имаат светол тен, светли очи или пак наследно во фамилијата се потенцијални болни од канцер на кожа. Меѓутоа, кога станува збор за меланомот, кои ризик групи се
за истакнување кога станува збор за меланомна кожа? Дали има врска полот, дали има врска наследниот фактор? Што е тука важно да знаеме? Наследниот фактор има улога, малку тоа го искоментиравме, се приметило дека е почесто јавувањето на оваа болест отколку кај, да кажам, кај оние луѓе кои имаат некој член во семејството кој имал меланом, отколку кај некој кој никогаш нема, што не значи дека не може да се јават и кај некој кој немал никој во фамилијата болен меланом. Значи наследниот фактор има влијание. Што се однесува до полот, кај полот двата пола може да бидат, да кажам, изложени на ризикот да ја добијат оваа болест. Она што е типично е дека, да речеме, кај жените, младите жени, некаде во третата деценија, тој е најчестиот малигни тумор што воопшто се појавува. Ако нешто се појави, најчестото од тие работи што може да се појави е таа работа. Меѓутоа, сепак просечната возраст кај која се јавува е некаде после 50-та година. Значи, од животот и некаде односот машки спрема женски пол е 2:1, што значи дека и двата пола се изложени под ризик на таа работа. Кога велите 50, од 50 нагоре, што значи тоа? Дека децата акумулираат сонце во текот на детството, кое што потоцна може да се манифестира. Дали досега сте имале случај на меланом кај дете? Екстремно ретко е да има меланом под 10 годишна возраст. Екстремно ретко. Значи, заради тоа, сите луѓе кои се грижат, да речеме, а сите се грижиме за собствените деца, сепак треба да го имаме фактот дека тоа е екстремно ретка работа и дека некоја преголема загриженост, дури кога ќе видиме некоја бемка која нешто не е чудно, треба да се има предвид секојаш тој факт дека сепак до 10 годишна возраст екстремно ретко меланомот се јавува на неколку милиони. Мислам, тоа е нешто што е раритетно, меѓутоа сепак треба да се појде на преглед и во тој случај треба да се појде на преглед, но како времето поминува, инциденцата расте. Значи, и најчесто се јавува некаде после 50-та година. Веројатно за тоа се виновни тие мутации, значи тие промени на генетскиот материјал кои под влијание на светлината, бидејќи светлината, ултравиолетовото зрачење има свој ефект и кај меланомот, како и кај другите типови на кожни карциноми, одредени други фактори, значи кои се јавуваат, други типови на зрачења на кои може да бидат изложени пациентите, имунолошки дефицит некој, ако настане, имуносупресија од некои други причини, исто така може да биде еден од факторите кои може да доведе. Значи, мултифакторијална е причината, меѓутоа сепак било каква промена од оној само преглед, секојаш треба тоа да се запамти, само прегледот е клучот на откривањето на болест. Дури да ја откриеме во рана фаза некоја, тогаш со операција, таа се решава. И човекот практично има 100% излекување, 5 годишно преживување, скоро 100%, бидејќи се јавува во фаза кога се уште болеста не поминала надолу, се уште не се расширила. Заради тоа има голем смисол тој само преглед и регистрирањето од нас самите, како пациенти, како луѓе, на сите промени што се јавуваат на нашето тело. Имаме повторно гледач, повелете. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Поздрав за емисијата до докторот. На возраст сум од 58 години. Пред 2-3 години од десната страна, некаде меѓу брадата и увото, ми се појави некаква испакнатина, од прилика колку мало зрнограф. Над таа испакнатина почна да расте нешто како испукано ткиво так. После известно време, не контролирам на колкав период, како да се лупи таа површина од озгора. Ќе го молам докторот да ми каже, ако може, зошто се работи и како може да се действува понатаму. Само може да потпрашам, бидејќи многу општ беше описот. Значи, колку што разбрав јас, се лупи кожата на некоја испакнат. На таа испакнатина се појавува некоја друга наслага, таа е како испукано, како да ви објаснам, не знам. Ве чеша ли тоа? Ве чеша ли? Да, од време на време чеша, да.
Може би се работи за некоја контактна алергиска реакција, може да се работи за некаква екцемна реакција, може да се работи за некоја мешавина на габична инфекција и на кожна реакција. Треба да се види за што се работи. Можете најправилно е да се посети доктор. Меѓутоа, пробајте со некој локален стероиден препарат, некој крем. Ако не поминува за недела до две, тогаш би требало да се јавите на доктор. Тоа што чеша укажува повеќе за некакво контактно алергиско потекло на таа промена, меѓутоа повторно се оградувам, без да се види, не може ништо да се каже. Настојувајте, ако е можно, да се јавите на доктор таму каде што живеете, тоа на дерматолог, тоа е најдобриот пристап, доколку сте во неможност од одредени причини, како гледачката претходно. Причините што ги истакна, тогаш пробајте со некаков локален кортикостероиден препарат, доколку тоа не го реши проблемот за период од 2 недели, прекинете го и јавете се на доктор. Така. Следниот гледач, повелете. Добар ден. Добар ден, ви слушам. Ве слушаме. Добар ден. Добар ден. Една гледачка тука, сакам да го прашам докторот. Ајде, повелете, ве слушаме. Докторе, јас имам витилиго. Да, ве слушам, повелете. Што е Плашам прашањето? се за моите деца да не наследат и дали е тоа еден вид канцер? Не, јок, нема врска тоа. Мислам, ните канцер, ниту се секирајте за тоа, ниту вашите деца нема потреба да ги под стрес да ги држите или да се плашите. Витилигото не е канцер, ниту па постои со сигурност правило дека витилигото повторно ќе се јави кај вашите деца. Можно е, почесто се јавува кај во фамилија ако имал еден да се јави кај некој друг, меѓутоа не може да задолжително биде тоа дека со сигурност ќе се јави. Можеби вашите деца нема гаранција дека ја наследиле вашата кожа, вашиот тип на кожа, можеби го наследиле генетскиот материјал на другиот родител, така да не зборувам за кожата, така да не е гаранција дека со сигурност ќе се јави витилиго, а за канцер воопшто не станува збор. Она што кај пациенти кои имаат витилиго го препорачуваме да се изложуваат на сонце постепено, бидејќи во во постепеното изложување на сонце може да настане репигментација, да се врати повторно бојата на кожата. За разлика од тоа, ако се изложите нагло на сонце, ако таа кожа изгори, бидејќи таму нема пигмент, тоа може да доведе до ширење на тие бели флеки, на тие витилигинозни промени. Тоа е една основна работа која треба да се спроведува, бидејќи до сега зборувавме за штетните ефекти на сонцето, кај витилигото ултравиолетовите зраци може да имаат и корисен ефект во индуцирање на повторно потемнување или повторно добивање на нормалната боја на кожата, меѓутоа ако тоа биде постепено, контролирано, може да биде и во амбулантни услови, има специјални ултравиолетови лампи кои се користат за таа намена, меѓутоа може да биде и со постепено изложување на сонце, но има и препарати кои се користат за таа намена, неколку кои се многу модерни во последно време, од Протопик, од Витикс, има и некои австралиски препарати на природна база, бидејќи Австралија има голем проблем воопшто со сонцето како ефект, така да можете да се јавите на доктор и тоа да ви биде препишано. Така. Време е сега за блокот реклами, кусите вести и потоа се враќаме во нашата алфа-ординација и темата канцер на кожа. Канцер на кожа е темата во денешната алфа-ординација. Доктор Андреј Петров, дерматовенеролог од болницата Аџи Бадем Систина е наш гостин. Ја продолжуваме темата со прашањето околу третманот. Како се третира меланомот на кожа? Меланомот е комплексен за третман и за да се одреди точно како ќе се третира, постојат одредени правила, значи постојат протоколи кои никогаш не може да ве излажат доколку ги следите правилно. Значи затоа секогаш советувам да се следат внимателно протоколите за третман спрема стадиумот на болеста. Што значи тоа? За поставяње прво дека е дијагноза на болеста меланом, потребна ни е хистологија. Нема друг начин да се постави дијагноза дека нешто е тумор. За било кој од малигните тумори, за да се постави дијагноза и да се отпочне со терапија, мора да има хистологија.
Кај меланомите како се поставува таа диагноза? Значи покрај дермоскопијата која правиме, која е доста сугестивна во денешно време, на модерна техника со која располагаме, која значително го зголеми диагностицирањето на меланомот во раните фази. Кога ќе се посомневаме дека нешто личи на меланом, тогаш е добро да се земе парче. Има една табу тема во народот кој се плаши да оперира, да биопсира, било што е пигментно, зашто бабите му кажале дека на тој начин Се шири. знае некој таму во селото кој имал и тоа му се расширило. Тоа не е точно. Што е голема невистина и таа за жал и ден денес предизвикува да многу луѓе дојдат во доцна фаза кога многу потешко болеста се третира. Значи ако е мала промената, тога се прави така наречена ексцизиона биопсија, односно се вади целата промена и потоа се дава на хистологија. И тоа е голема промена, особено да речеме на лице или некаде, па никој не е критичен, да не кажам некој потежок збор, да извади целата промена, а не си сигурен дали се работи за меланом. Тога се зима биопсија обично од центарот на промената. Панч или ексцизиона биопсија или со штипка или со нож сечеме од средината на промената и ја даваме на хистологија. И тоа е според протокол на Националната канцер асоциација на Америка, која е со широк консензус прифатена од сите во светот кои во таа област нешто значи. Значи никој што во таа област нешто значи во светската медицина не мисли спротивно од тие насоки кои таму се дадени во тие протоколи. Ако се работи за меланом, значи во зависност од стадиумите се оди со заштитен рап околу туморот. Значи ако е во првата фаза во инситу стадиум, кога е сосема почетно и површно, тогаш и 5 мм околу таа бемка да отидеме во ширина да исечеме е сосема доволно за да кажеме дека ние тој пациент сме го излекували и не треба никаков понатамошен третман. И тоа ако се работи за понапреднати стадиуми, тогаш обично се прави повторна операција на реексцизија поширока на промената. Значи некаде се оди со заштитен рап од 1 до 2 см во зависност од тоа во кој стадиум е болеста, постојат критериуми како се поставува тоа. И ако е во понапредните стадиуми покрај хирургијата, постојат и други методи кои се користат. Постои така наречен онколошки третман. Ние во нашата болница во Аџибадем Систина имаме онколошки конзилиум. Да речеме за туморите на кожата, во тој онколошки конзилиум покрај мене се и онколог и пластичен хирург и патолог. И сите заеднички се договараме како понатаму ќе се третира пациентот. Значи тоа е нешто што кај малигните болести треба да се прави, бидејќи одговорноста е многу поголема за чекорите што ги преземате. Ако се работи значи за 3Б стадиум и нагоре, тогаш доаѓа во предвид да се почне и со одредена хемотерапија, таа може да биде или конвенционалниот хемотерапеутски протокол, меѓутоа може да се работи и за денеска ни се на располагање нови лекови кои може да дадат одговор, особено кај метастатска болест, како што се вемурафенибот, зелборафот, како што се, не знам, кейтрудата или други кои се или на принцип на моноклонални антитела, кои во дел практично блокираат дел од овие протеини на површината на клетките и го оневозможуваат нивниот раст и одбрана од организмот. Се овозможува на полесен начин да бидат уништени од страна на организмот и на другите терапеутски протоколи. Значи, тоа е нешто што може да се користи. Исто така, голем број на лекови кои се сега во фаза на истражување, многу се истражува во светот на оваа тема, стојат на располагање. Пред тоа потребно е да се направат одредени испитувања, се бараат одредени дали постојат или не постојат одредени генетски мутации, дали да речеме за еден од тие лекови да се даде, треба да се види дали постојат во тие клетки одредена промена, па да може таков лек да се даде. Меѓутоа тие имаат значено добар многу подобар ефект на преживување кај метастатска болест, за разлика од пред 20 години, кога јас почнав како млад лекар, кога ми кажуваа дека меланомот е неизлечива болест, денеска меланомот е болест која се лечи. Тоа во зависност од стадиумите на болеста може да се лечи прилично успешно и затоа нема обесхрабрување. Сите оние кои никој од нас не знае дали може да има или не може да има, никој не е поштеден, треба да се почне на постапка на лекување. Ако се почне порано,
болеста се лекува многу подобро. Доколку се почне подоцна, шансите за 5-годишно преживување, што се смета за 100% да кажам преживување, бидејќи шансите да заболите од нешто друго за 5 години се поголеми отколку од меланомот. Тогаш се нешто помали, меѓутоа во секој случај е нешто што може успешно да се лекува. Меланомот е радиорезистентна болест, значи е отпорен на зрачење. Зрачната терапија ретко доаѓа предвид. Може да се зрачат одредени поединечни метастази, да речеме, на непристапни локации, мозок и така натаму, може да се третираат со зрачење. Меѓутоа, во секој случај, основа на терапијата кај меланома малигнум, кај меланомот е хируршка интервенција во здраво, со голем заштитен рап. Зашто? Заради тоа што кај меланомот постојат така да речени невидливи ин транзит или во од метастази. И затоа секогаш се оди во околината на самиот тумор со некој заштитен рап за евентуално да се фатат и тие промени кои настануваат во лимфните јазли. Често пати се прави и сентинел лимфнод биопси, така значи првите дренажни лимфни јазли се бележат со контрастна материја и доколку има таму промени за фаќање се отстрануваат и тие, а доколку се работи за понапредната болест може да се отстранат и првите дренажни лимфни јазли, дали се тоа аксила, дали е некаде на друго место, зависи од локализација. Така. Ајде да го чуеме гледачот. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Ало? Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Повелете. Ало? Добар ден. Имам поздрав до докторот и до вас, водителке. Благодарам. Имам едно прашање до докторот, може малку не се однесува за канцер на кожата, него за главата, нешто опаѓање на коса. Ако може докторот, накратко, ако е во состојба да ми објасни. Во состојба сум, повелете. Имам син, 23 години. Косата напред многу му е опадната, а позади ми личи на косопас, ама не сум сигурна, така колце има, исто и позади и доле има така опаднато. Дали постои нешто лек? Многу е млад за да очелја од сега. Добро, знаете како. Поздрав. Ви благодарам на прашањето. По она што првичниот опис кој го дадовте, почнав да мислам дека се работи за една андрогенетска алопеција или опаѓање на кожата, на косата, која е хормонално условено. И тоа се случува кај сите, кај некој помалку, кај некој повеќе, и тоа кај сите, и тоа трае. Значи, најголемиот шпиц е токму во младоста, после 18-та, 19-та година, кога тестостеронот, машките хормони работат интензивно и заради тоа се случува тоа опаѓање на косата. Меѓутоа, вториот дел од описот што го давате, дека има некои кругови како колца што така мислам ги оквалификувате, особено долу на тилот, ако се јавуваат тие кругови на опаѓање на косата, тогаш веројатно се работи за така наречената алопеција ареата или имунолошко опаѓање на косата. Што значи тоа? Тоа значи дека поради одредени причини настанува имунолошка реакција во косата која отпаѓа во делот како кругови. И тука механизмот е сосема поразличен, не е хормонално условен. Треба евентуално да се бара некоја причина која може да го поттикне тоа. Ние тогаш бараме некои жаришта во организмот. Дали се тоа, ако се деца крајници, може да биде тироидна жлезда, може да биде, не знам, други некои фокусни инфекции, некаква друга имунолошка реакција која може да ја поттикне. Секогаш испитуваме и тироидна жлезда, поради тоа што таму автоимуниот тироидитис има сличен механизам како и оваа алопеција ареата, меѓутоа во голем процент од случаевите, 70% од случаевите, не можеме да откриеме што е причината, меѓутоа третман има, може да се третира и треба да се јавите на дерматолог. Не е тоа трагична работа, вообичаено тие луѓе се здрави луѓе и немаат внатрешни некои болести, не треба да стравуваат за своето здравје. Се разбира, битен е социјалниот импакт или влијание што го имаат, бидејќи една од основните карактеристики на луѓето е тоа што се социјални суштества, комуницираат едни со други. Тоа му е значајно, особено на млад човек, меѓутоа има можности
и тоа може да се третира. Во голем број од случаите може и да се предизвика повторен раст на коса, меѓутоа тоа е индивидуално. Има случаи кај што и покрај терапијата сепак ефектите не се такви какви што очекуваме. Така. Добро, ајде да го чуеме последниот гледач за денеска. Повелете. Ало? Добар ден. Добар ден. Едно прашање ако може до докторот. Ајде, повелете. Вака, околу прстите, кај ноктите, на почетокот на ноктите, околу 4-5 милиметри на сите прсти, ми се јавува побелување, побелена кожа. Прстите на рацете? На двете раце. На двете раце, на почетокот на ноктот. Околу почетокот на ноктот, кај Разбирам. нежниот дел на Разбирам. раката, на ноктот. Ми се јавуваат побелување околу, На кожата. да, на кожата. Применував Адвантан, 0,1% крем. Добро, но тоа кратко Ама време. ништо не помага. Од тоа, сега дали има нешто друго, не молам да ми објасните. По ова вака што Што го се јавува тоа? по вашиот опис, прво што ми паѓа на памет е витилиго. Значи промена на пигментацијата на кожата која најчесто почнува акрално, периферно, или околу прстите, може да почне околу очите, околу устата, околу гениталиите, и тоа почнува обично акрално, значи никогаш или многу ретко почнува некаде на телото се јавуваат тие бели флеки. Доколку тие се шираат, доколку се зголемуваат, тоа е очигледно дека се работи за болест на пигментацијата. Има можности со кои може да се третира. Најдобро е да се јавите на дерматолог. Адвантанот не е грешка што сте го користеле, меѓутоа 2 до 3 недели и доста е. Тој не може да се употребува во долг период, бидејќи е локален стероид и во случаи кога не може да прави корист, ако гледаме дека не бидува од тоа ништо, може да прави штета ако долготрајно се употребува, бидејќи може да истенчи кожата, да предизвикува атрофија на кожата, заради тоа треба да го прекинете и да се сконцентрирате на некои други лекови, кремови за репигментација. Два кои најчесто јас ги препишувам се Протопик 0,1% за возрастни, доколку се работи за тоа. Напоминам дека треба да отидете на доктор за да тој верифицира дека се работи за витилиго или Витикс. Значи и двата се странски препарати, меѓутоа се наоѓаат и кај нас во нашата земја. Така. Еве за крај би сакала да ве прашам совети за нашите гледачи и дали она што им го советувате на пациентите и вие го применувате кога станува збор за изложување на сонце. Вратени сте од одмор, не сте многу потемнети, а имате светли очи. Па добро, јас се трудам да го применувам, иако не сум многу искрено, не сум ни јас многу дисциплиниран. Сите луѓе на некој начин Добро, сите лекари вела да не се пуши, а пушат. Не, се трудам да го применувам. Дали вие тоа го правите со сонцето? Се трудам да го применувам, меѓутоа што е влија и генетскиот фактор на многу од овие промени кои се јавуваат на кожата. Мора да се нанесе заштитен фактор за сонце. Некојаш луѓе сме сега, не сме роботи, некојаш и ќе заборавиме да ставиме. Меѓутоа не смееме да се случи кога сме на плажа, кога наменски сме отишле на сонце, да отидеме без кремови за сончење. Веќе тоа не е случајност, тоа е еден неоправдан ризик или едно неодговорно однесување. Некој се случува. Нормално ќе излезете да шетате или да джогирате или да возите велосипед, некојаш нема да ставите фактор за сонце. Тоа е човечки и разбирливо. Ова што го велите значи дека не само крема за сончење кога се оди на плажа, туку и во град. Апсолутно. Ако велите джогирање, возење велосипед, прошетки на сонце, и тогаш треба да се намачкаме. Јас да речеме, скоро секој ден возам велосипед на кеј. Огромен број луѓе има. Скопје е претопло летно време, зрачи од сите страни. Неставањето фактор на сонцето е исто така фактор за заштита од сонце, исто толку опасно колку што е да одите да се сончате на плажа без заштитен фактор на сонце. Ние не живееме во Шведска или во Норвешка, па да е 17 степени, 18 сега, па да речеме не е проблем. Живееме во Македонија, каде што температурите се прилично високи и каде што UV индексот е голем, зрачењето е големо и мора да се става заштитен фактор за сонце. Има денес толку е развиена овој дел од медицината
медицинска козметологија, кај што има кремови кои се особено за понежниот полове за дамите, кои се и за нега на лицето и со заштитен фактор од сонце. Дури има директиви на Европската комисија, значи правила во Европската унија дека секој крем кој е козметика мора да содржи заштитен фактор за сонце. Зошто? Затоа што тие не се луди, тие врз база на анализи сватиле дека сонцето, ултравиолетовите зраци се голема опасност за развој на рак на кожата и дека кога веќе имаат навика луѓето да не носуваат крем заради нега на кожата, одржување на кожата заради убавина, подобро е во тој крем да содржи внатре заштитен фактор за сонце, кој ќе ги блокира во одреден степен ултравиолетовите зраци. И тоа е нешто што мора да се користи. Нормално, сега секој од нас има различна генетска предиспозиција. Често со многу од нашиве пријатели и од докторската фела, кога се што ми објаснуваш мене, види си се вратил како тигар шарен во лицето од сонце, дали користи заштитен фактор? Користи, меѓутоа генетскиот фактор е исто така влијателен и пресуден. Ви благодарам за денешното гостување. Во некоја следна прилика ви посакувам успешна работа. Благодарам вам што ме поканивте. Вам, почитувани гледачи, ве поканувам да продолжите со Долго топло лето. Следува музика, а потоа содржините кои што специјално за денешниот ден ги подготвивме за вас.